Добар ден, драги гледачи! Денеска ќе ви покажеме едно популарно јадење од македонската кујна, кој сите знаат да го прават, само ова е повеќе за младите кои не знаат да готват уште, затоа ќе почнеме со многу едноставно јадење, а тоа е полнети пиперки. За да направиме полнети пиперки ни треба црвени бабури. Мене ми се пубави одошто зелени, затоа што посладки се, повкусни се мислам. И потоа овдека имаме што ни треба. Ни треба 1 кило скоро мелено месо, ни треба малку ориз, кромитче и миродии. И сега ќе почнеме со 2 лажици масло, ќе ставиме во тавчето, за да го испржиме кромитчето. Не повеќе од 2 лажици, затоа што месото си пушта маснотија и не сакаме да го направиме многу масно јадењето. Ќе ставиме, овие се 2 поголеми главици кромит, ќе ставиме 2 главици кромит во маслото и ќе го испржиме кромидот колку да омекни. Не треба многу да се испржи, но треба да се испржи доволно да пушти убав мирис. Кромитчето треба да се пржи околу 5 минути, 5-7 минути, не треба повеќе. И откако ќе се испржи кромитчето, ќе му го додадеме месото и другите работи. И сега како што гледате, ќе ставам сијалицата да се запали, малце се пожолте, поцрвена кромитчето и дава многу убав мирис. И сега ќе го ставиме меленото месо, кое не треба многу да се испржи, само колку да се состави со кромитчето и со миродиите, затоа што ќе се печи во шпоретот скоро 1 сат, откако ќе ги наполниме пиперките. И како што гледате сега, се запржи малку месото, се помеша со кромитчето и се разбира, сега ќе ставиме 1 лажиче сол. Не треба да се става многу сол. На 1 кило месо може малку повеќе од 1 лажиче сол, а исто така и црвена пипер. 1 лажиче црвена пипер. Ќе го измешаме тоа со месото и со кромитчето и потоа ќе додадеме оризот, кој овдека имам 1 чаша или 1 кап, како се вика по англиски. Оризот е измиен. Ќе го додадеме оризот, ќе го помешаме сето тоа поново. И се разбира, ќе му ставиме исто така пола лажиче црн пипер, затоа што тоа дава убав вкус. И јас многу сакам да употребувам Макдонос, а сега Макдоносот е свеж и е убав да се стави во секое јадење, а поготово во полнетите пиперки. Тие се нашите зачини, најпопуларни. Има, се разбира, многу зачини кои се употребуваат во готвењето. За полнети пиперки овие зачини се доволно. Сега сме готови да ги полниме пиперките. Како што гледате тука во тенџерето имаме 10 пиперки, бабури црвени, кои ги секуваме горе, ја исекуваме дршката и го вадиме семето и се разбира претходно се измиени добро. И ќе ги наредиме во тенџерето и потоа смесата што ја направивме со меленото месо, оривчето, кромитче, мироди и така натаму, како што видовте, сега ќе ги наполниме пиперките и тоа е многу едноставно да се наполнат пиперките. Нема да ја стискаме многу смесата внатре, за да му дадиме место на оризот да нарасни. Затоа ќе ги наполниме пиперките лесно, не многу стиснати. Ќе ги наполниме сите пиперки и после ќе ставиме исечен патлиџан, црвен патлиџан или домата одозгора, за да ги покриеме пиперките со патлиџанот, за да не се засушува месото и орисот за време на готвењето.
Еве како што гледате, тоа оди многу брзо. Една по една. Пиперките се убави и свежи. Во пролет се е свежо. А исто така, наместо пиперки, со оваа смеса можете да полните и други зарзавати, како млади тиквички или црни патлиџани. Исто така се полнати убави големи домати. Ако се исечат на пола, да се извади од внатре смесата и да се исецка убаво и може да се помеша тоа исто така во меленото месо. Тука ставивме малку повеќе и уште малку сме готови. Ова јадење е многу брзо, се прави за половина саат, ниту толку. И се разбира треба 45 минути до 1 саат да се печи. Прво ќе го затвориме тенџерето, а потоа 20 минути пред да се допечат ќе го отвориме, за да се потпечат и да изгледаат поубаво. Во старата македонска кујна многу се употребуваат запршки, а тоа значи се запржуваше секој пат брашно со масло и се става црвена пипер и се полеваат пиперките, патлиџаните, тиквичките, што и да било. Во манџа поготово се става запршка за да изгледа, да биде помасна, да биде повкусна и вака да изгледа поубаво. Ние не употребуваме запршки, затоа што избегаваме од маснотија и избегаваме од употреба на многу брашно во готвењето. Ова што ни остана во тенџерето ќе го помешаме со малку водичка, затоа што ни е потребно малце течност за оризот да може да се свари, се разбира, да се сготви. И како што гледате, ќе ставиме од водичката во секоја пиперка помалку да влези, за да се сготви оризот. И изгледа ни треба малку повеќе. Ќе ставиме во секоја пиперка. Така. И потоа ќе ги покриеме пиперките со црвен патлиџан или црвена домата, за да не се суши оривчето и месото. Како што реков, ова е наједноставно јадење и секој може да го прави, поготово младите кои сега се омажени и се чудат многу пати што да сготват за ручок. Така, имавме исечено 10 парчиња домата и готово е. Сега направените пиперки ќе ги покриеме со капак и ќе ги ставиме во шпоретот да се печат. И се разбира, ќе ги печиме на 350 до 400. Прво ќе ставиме на 400, а потоа можеме да ја намалиме температурата. Половина саат покриено и некои 20 минути откриено. После 45 минути готвење, пиперките се готови. Ќе ги извадиме од тенџерето, од шпоретот и вака изгледаат. Пожелуваме добар апетит!